Задоволство е кога се разговара со некој човек со многу минат труд и животен и професионален, но исто така е прилично сложено, една долга приказна, богата со многу настани, со многу творби зад себе, да се стави во половина час, но тука сме да се обидеме, да направиме еден пресек на се она што постигнала во животот господја Снежана Анастасова Чадиковска, наш истакнат пианист, музиколог, професор, кој што само да ги спомене своите ученици, ќе се види за каков завиден успех станува збор, и од неодамна автор и на детска книга. Добре дојдовте во Астрорум. Ви благодарам, Бранка. Јас го знам вашиот животен пат, бидејќи ни се преплетуваат, просто е невозможно некој кој што се занимава со музика да не ја познава господја Снежана Анастасова Чадиковска. Ако ништо друго, сигурно ги видел приказните, прекрасните приказни за пијаното, што одаje на македонската радио и телевизија. Сигурно прочитал некоја биографија за наш познат уметник. Ако не е слушнал концерт на некој ваш ученик, а оние повозрасните паметат дека вие самите со големите успеси кај големите професори бевте врвен пианист, но претпоставувам дека дојде периодот кога своето знаење сакавте да го пренесете на помладите. Добре, јас ќе се обидам на вистина, бидејќи е малку необично што ете на мојата 68 година станав дебитант во областа на детската литература, но чувството е и пријатно на некој начин. Но ете за тоа во продолжение, за почеток да се обидам на најкус може начин да се представам на вашите гледачи, особено на ониот помладата генерација кој претпоставувам веќе и толку не ме познаваат, што е сосем нормално. Значи, јас сум по професија академски музичар, пианист, пијано-педагог и музички публицист. Родена сум во Скопје 1950 година, за среќа во семејство на кој многу ја сакаше музиката. Мојот татко, доктор Иван Анастасов, е еден од основачите на медицинскиот факултет, наш доаен. И тој беше просто влюбеник во операта, така што слушав и гледав од мојата 5-годишна возраст секоја оперска представа и секој концерт. Во сите напори го поддржувате мојата манка Гинка, една невидена убавица, секој пат во премиерна дотеровка. Значи, едно од нештата кои ми е жал во животот, што не сум го наследила тој ген на убавица од неа. Но како и да е, значи, во Скопје матурирав 1967 година во гимназијата Јосип Броз Тито. Паралелно и на 10-годишното музичко училиште, каде што пијано учев кај Сонја Бојаджиева и Бранко Цветковиќ. Изразувам голема благодарност на сите мои професори, а во моје време гимназијата Јосип Броз беше навистина збирно место на извонредни професори, значи ми благодарам на сите оние кои допринеле за моето формирање. Потоа студирав на факултетот, тоест Бугарскиот државен конзерваториум, инструменталниот одел пијано, и дипломирав на овој одел 72 година. Потоа Словенија. И потоа во Словенија имав среќа да ме прими во својата класа многу познатиот, светски познатиот пианист Дубравка Томшич Среботњак. Тоа беа прекрасни години, тие мои словенечки години, иако во тек на постдипломските студија дури ја родив мојата ќерка Ива, моето прво дете. Но и покрај сето тоа беа така години на радост, просто чувствував дека јас одам многу брзо напред, а сите околу мене многу ја сакат и ја почитуваат мојата музика. Значи, концертирав до 2002, би рекла до 1992 повеќе како солиста, потоа повеќе како камерен музичар и пијано соработник, но артритисот го запре тој активен контакт со инструментот, како што и многу други работи што ми запира, но како да кажам, не е моје јас да ги преценувам моите дејности,
Но сепак на некои работи од таа концертна дејност сум горда. Горда сум што настапив скоро во сите центри на поранешна Југославија, на бројни фестивали. Горда сум на моите 10 настапи на фестивалот Охридско лето, на 37 изведени или дури праизведени дела од солистички или камерни од македонски композитори, на бројни праизведби на светски композитори Шостакович, Прокофиев, Барток, први такви нивни изведби на дела во Македонија, последното беше сонатата за виола и пијано со Владан Вејковиќ, кој беше просто вака извонредно доживување кај целата публика. Значи, мојата концертна дејност За среќа е забележана, документирана, имате трајни снимки. Имам и снимки, имам и CD, да. Ми представуваше едно одредено задоволство и во крајна линија и потреба. Без тоа и не можеш да имаш концертна дејност ако немаш потреба да имаш. Од 1972 до 2012 предав пијано во 10-годишното музичко училиште, подоцна МБУЦ и денеска Државен музички балетски училишен центар, значи ДМБУЦ. Тоа се 40 години работен стаж. Во тие години, тука морам да кажам дека кога започнав како млад пијанист, значи 72 сум имала 22 години, да се бавам со педагогија, толку ја мразев педагогијата, толку го мразев секој момент што ме одделува од моето лично свирење и пијаното, што тоа е просто во денешен аспект необично. Ама да го знаевте, епилогот не ќе било така. Не, имав среќа што имав талентирани ученици, ученици кои го сакаа пијаното и музиката. Јас би рекла, на еднаков начин, ако не и повеќе од мене. И тие ме испровоцираа да мислам за пијано педагогијата, всушност да мислам за музиката што треба да им ја кажам и покажам. Да. Вие не бевте обичен педагог. Јас каква перцепција имам за вас, дека секогаш се решававте на, да речеме, новитети, револуционерни чекори. Вас не ви беше мака ако процените на надпреварите дека некој дете од внатрешноста е добро да го донесете, да му обезбедите, вие да се обезбедите како професор, да обезбедите. Секако не ми биле мака, но јас и професорите Романови мора да ги споменеме. Тоа се... Ти ги споменеме секако. Јас сум и многу благодарна и нема шанса да ги испуштам да ги споменеме. Сакам да кажам, не знам колку сум била револуционерна, затоа што она што јас го правев, всушност го учев прво од моите професори и на факултети и на постдипломски студии, потоа од бројните книги за методика на предавање на пијано и на негоус, уметноста на свирење на пијано, и на Тимаки, и на Андреј Стојанов, и да не ги набројувам, глупаво е, но како да кажам, се трудев да стекнувам сознанија за мојот занает. Сепак одев и на специализации кај Алдо Чиколини и на Вајмарската летна академија, значи, не може да правиш, како што рече Керер на еден семинар, го праша што е тоа модерна, што старовремска педагогија. Тој рече, јас знам само една педагогија. Не може никога да научиш нешто што самиот не знаеш. Толку беше. Значи, не знам колку биле револуционерни моите чекори, но драго ми ако мислиш дека биле правилни, особено ако така мислат и моите ученици. Значи, во овој период, после првите 10 години, имав среќа предимно да работам со талентирани ученици, усмерени кон тоа да станат пијанисти. И стана? Во мојата, надвор, во мојата дома? класа учат 35 или матурира такви ученици кои денес се видни пијанисти, педагози, активни чинители на нашиот музички живот. Тие освоја преку 140 награди на државните и сојузните поранешни надпревари во Југославија, но и во бројни земји, не знам, би требало по азбучен ред да избројам едно 20 земји во кои учествувале на надпревари, и тоа не надпревари од 10 минути како што се денес модерни, меѓународни, туку надпревари од 2 и 3 етапи каде што учесникот свири по 60 минути музика или ако има 12 години 40 минути музика. Значи со многу сериозни професионални задачи.
Со задоволство, ако ми дозволите, би споменала еден дел од моите ученици кои работи и живее во странство, тоа е доктор Сања Шолевска-Хендерсон, Тина Ношпал, Тони Аджи Николов, доктор Дејан Даскалов, мислам дека и Тина Ношпал е доктор на науки веќе. Во Англија Никола Коџобашија, мојот прекрасен ученик и денеска прекрасен пријател. Во Германија Симона Ѓорчева, со која има фантастични резултати и во Белгија, и во Чешка, и во Италија на надпревари. Во Словенија Панделина Атанасова, со која освои 24 меѓународни награди на различни надпревари. Додека во Македонија, ете да започнам од оној кој од себе си... Знаете, јас ги усмерувам учениците, секој пат сум викала дека педагогот е како градител на корито на река. Каква ќе биде водата, колку бујна, колку бистра, колку брза, тоа не е моја работа. Јас го правам само коритото кое го усмерува човекот. Така и во Македонија, еве да спомнам бар некои од моите ученици, како професор доктор Марија Ѓошевска, Милан Јанкуловски, не знам дали докторираше во скоро време, Јасна Аврамовска, Самира Мустафаоглу од постарите генерации, Јанинка Невчева. И самата врвен педагог, според незиниот синар, да последниве Би рекла, години врвни так, дострели. Го носеше на консултации, на вистина извонреден талент и многу умен млад пианист. Да го спомнам и мојот прв матурант, професор Лиљана Каровска, тогаш беше Павлова, која веќе е пензионер. Не е во мој прилог, Сте биле млад педагог, да. И особено ми е драго што со еден добар дел од нив, Денис Најдовски во Прилеп, со кого имам прекрасна комуникација, со еден дел од нив и до ден денес одржувам и човечка и професионална комуникација. Точно во моментот со мојот многу драг Стојан Чобаковски, иначе магистар на Guildhall School во Лондон, работиме на еден голем проект, Редок за Македонија, пиеси за пијано од романтизмот и 20 век. Тоа би било мојата педагошка дејност. Вие сте скромна кога ви реков револуционерна, мислев, знаете да признаете дека некој е подобар, можете да процените дека некој има потенцијал да даде повеќе од вас и дека општеството, музичката сцена е созреана да се донесат врвни педагози, како што самите имавте можност да учите од врвните, но и во педагогијата секогаш има да се научи. И повторно ќе ви ги споменам педагозите Романови. Значи, од 84 година ние во МБУЦ донесовме таква одлука да комуницираме по пат на семинари со многу видни личности, почнувајќи од Евгений Тимакин, Савауш Гаджиев, Евгений Королјов и така натаму. Еден од тие личности беше Борис Романов. Јас бев восхитена од неговиот пристап кон музиката пред се, потоа и од начинот на кој тоа го кажува. И така, со нивното доаѓање во 90-тите години во Скопје, јас со нив реализирав навистина за мене ексклузивно плодна семинарска соработка. И камповите во Охрид? Камповите во Охрид, на кој бев еден период и предавач со предавање од историја на пианизмот, ги следев еден долг период, се додека можев. И навистина, тоа што го имам научено од нив е големо богатство и секој пат сум им многу благодарна за тоа. А верувам и моите ученици на кои тоа им го пренесува. А денес уживаме во изведбите на Симон Трчевски, Марија Ѓошевска, Дино Имери. Знаете како, некако тоа си има една постепеност. Мојава генерација беше прва која на еден професионален начин сакаше да ја отвори, да издигне македонската педагогија на сојуз, барем на ниво на Сојузна Југославија, на поранешна Југославија, што верувајте не беше лесен процес. Ние не бевме во нула, бевме во 10 минуса. Значи стигнавме до таму. Па потоа сакавме да одиме уште напред, па се отворивме кон светот и го викнавме Романов затоа што ни требаше.
Мојата генерација кој концертно прв пат го омасови пијанизмот во Македонија, има еден хендикеп што фактички во вистинска смисла на зборот доста касно, дури во студентските години започнавме да учиме пијано, како реков, во вистинска смисла на зборот. А паралелно сте секогаш врзани со младите, иако на почеток не сте сакале музичката младина на Се занимавав Македонија. со организација во културата доста години. Прво како програмер, а потоа 8 години како председател на музичка младина на Македонија, иначе некои акции како што е Камерниот оркестар на музичка младина, летните семинари во Охрид, подиумот на млади при фестивалот Охридско лето. Вие сте виновникот. Да, јас сум виновникот. Јас сум виновникот, што би рекле некои. Но особено ми е драго што долги години бев сврзана со фестивалот Охридско лето, не само како уметник. Драго ми е зашто во времето кога јас работев во Охридско лето, бев член на советот, член на комисијата, потоа председател на комисијата за музика и потоа 4 години селектор на фестивалот. Работеше сјајна екипа, многу единствена, на чело со директорот тогашен Љубен Батковски, моите Весела Трајче, Климе. Символот на чудеси. музичкиот живот во Охрид. Правеа чудеси. И јас бев некако, и се разбира, драмскиот селектор, потоа веде директорот Благој Стефановски. Ние бевме тим кој од поглед се разбираше и тим кој докажува дека за една работа се заврши добро не е важна бројноста на луѓето, туку способноста и желбата на луѓето. Мислам, една многу очигледна работа. Е така, останува моето пишување, кој исто така започна случајно, како и овие приказки што се случија случајно. Значи, 82 година, по настојување на Јован Павловски, започнав да пишувам рецензии за екран. Од млади години нормално пишував некако, не беше тоа некој, Бог знае каков проблем. Потоа почнав да пишувам сценарија за македонската телевизија, се укажа и тоа направив неколку серии дидактички, меѓу кои јас најмногу ги сакам приказните од пијаното, кои ги режираше Ербил Алтанај. 88 година се прави, 1988. И кој направи пресек, апсолутно пресек на дострелите на мојата генерација во македонскиот пијанизам и пијано-педагогија. Просто мислам дека оваа серија заслужува повторно да биде репризирана, не заради мене, а заради учесниците во неа. И заради ова што го реков. Таму ќе ги видиме малку. сите денешни Апсолутно, врвни музичари, на да. 8 години, да. Пишувавте, а монографиите кога почна приказната, предпоставам прво за Значи, јубилејните. монографиите после по сила на разни потреби правев каталог за на музичките уметници на Македонија, монографија на музичка младина, монографија на МБУЦ, викам по сила на разни потреби. Учествува во разни зборници за Охридско лето, за 40 години, Македонскиот народен театар. Само да не ве научат дека знаете да пишувате. Точно и дека... така. И дека има потреба од нешто. Но, пак кажав, благодарна сум што тоа не било така страшно, освен ноќното неспиење, зашто немало во друго време кога се прави. И Ѓорги Божиков, Милка Евтимова. 2003 напишав монографијата за животниот пат на Милка Евтимова. Еве, сега правиме репринт, второ издание со додаток, тоест Милка прави репринт, а јас го пишувам додатокот за незините последни 2 децении. Тоа некако се совпадна со периодот кога јас престанав да можам активно да концертирам. Изгледа педагошката дејност која беше неверојатно бурна последните 15 години пред моето пензионирање. Јас учествував во жири комисија, децата одеа на надпревари, децата снима, свираа со филхармонија, одеа во Турција, Франција, Англија да свират, сето тоа се проби, нали, избор на дела, но Невозможна динамика. но и покрај таа невозможна динамика, напишав неколку книги кои лично ги сметам за значајни,
за документирањето на македонскиот музички живот. Значи, освен книгата за Милка Евтимова, тука излезе книгата Мета Сонорем, за животниот пат на Фимчо Муратовски, потоа книгата за Георги Божиков, нашиот многу познат бас, последно пред нешто помалку од една година, книгата за еден од основачите на македонската опера Зина Крелја, која пишува со Александар Трајковски, за Фимчо со Роза Нолчева. И особена гордост ми е, тоа беше една грамадна работа, што сум раководител на тимот која направи монографијата 50 години Охридско лето. Тоа беше 2010 година. Драгоцен за документ. 50 годишниот. Мислам дека еден, да кажа, не многу модерен, но многу сеопфатен документ со воведи на секој 10 години за усмерувањето на фестивалот Со и со индекси, документирање со апсолутно фактографија. на се. И за прв пат со објавување позади во индексите на сите членови во советите и комисиите, кои до 94 година работеа, како се вика, беневолно, доброволно, Да. Без надомест. без надомест за Охридско лето. Импресивно е тоа, навистина. Да, импресивно е, како еден човешка етика и потреба импресивно, верувам, секако. И сега од светот на возрастните, вие повторно кон децата велат најсериозната работа е да им се приближите најискрено на децата, зашто кај нив не поминува се, не можете да ги прелажете, кај возрастниве може да се замаскираат работите со... Сега, што да ви кажам, мојата мајка Гинка, како и чадиковци, тешко се прелажуваат ако се возрастни, така да тука Имате пракса. Имам пракса, поинакви искуства. Но многу ми е драго што излезе оваа книгата книга. Дружината на Борот, да. Дружината на Борот и други приказни, тоа се 5 приказни, еве да ги прочитаме. Приказна за големиот бор, мачката, тигра и други животни, брочето кој не сакаше море, принцеза приказна со трикаја, приказна за кралот Мрчало и Куса принцеза приказна со дијалог и кула. Наиме, минатата година, значи добре, јас лично многу сакам да читам детски приказни. Не само од Андерсен и од браќата Грим, туку и од Джани Родари, од Карл Сандберг, од Александар Милн, воопшто сакам да читам и да гледам цртани филмови, знам дека е смешно, ама многу сакам старите филмови. Не е од воопшто Диснеј да смешно. ги гледам. Но како и да е, минатата година ние бевме моите две деца, ќерка ми Ива и синот Георги, заедно со новиот член на семејството Снаата Френсис, живеат едната ќерката во Абу Даби, а синот во Дубај. Така да ние секојдневно комуницираме со нив. Предодредени сте децата и оние на професионалниот пат да ги праќате во странство. Тоа беше нивен избор. Со сопруга сме ги воспитувале да бидат слободни луѓе, сега малку ни судира од главата воспитание, бидејќи сме сами со еден мачор, но тие се слободни луѓе и тоа ми е драго. Но како и да е, бевме во Абу Даби и Дубај. Јас не знам што точно се случи во Абу Даби и Дубај. Јас воглавно седев на една полупокриена тераса, каде што интензивно чувствуваше прекрасниот мирис на морето. Едно од моите големи љубови се водите, морињата, реките. Дали од комуникацијата со моите деца, нали од спомените како им ги импровизирав тие приказни во нивните млади денови. Охрид, сигурно. Секако имало и некоја асоциација на Охрид, но конкретниот момент беше што за рогенденот на сестра ми обично и подарувам по таа е 6 години постар од мене, по некој стих, по некоја убава реченица, некоја прочитана убава мисла. И не намеравав да напишам приказна која ќе ја подарам, но пред моите очи буквално почнаа да играат театар, да ме забавуваат ликовите од моите приказни. И најпрво тоа беа сите животни кои живеат и се уште
во еден двор во Охрид, кај што имаше една мала наша заедничка стара кукичка, веќе не постои. И така се роди првата приказка, дружината на големиот бор, мачката тигра, која се уште живее со нас, возрастна госпоѓа, и другите животни. И тој театар многу интересно што мене многу, ја цело време се смеев, ме прашаа зошто се смееш, гледав слики кои бараа да бидат запишани. Но тоа не престана тука, потоа отидовме во Дубај на 25 спрат кај Сидни, од кој се гледа пристаништето, Марина Дубај, бродчињата се, и тогаш почна да ми играат пред очи приказната за бродчето кој не сакаше море. И така со сите други приказни, јас буквално сама себе си се забавував додека ги запишував и многу, навистина многу би ме радувало доколку читателите значи, доживеат барем дел од онаа радост која јас ја чувствував додека ги пишував и запишував овие приказни. Сите се со посвета. Сега, тука се случи еден, што се вика, во секој едно нешто треба да има среќен момент. Еден многу за мене среќен момент. Кога се вративме во Скопје, јас сум блиска со семејството Ангеловски и од нашата позната Илина Ангеловска побарав мислење и помош за некој кој би ги илустрирал приказните. Просто да направи, да ме интересираше како тоа некој друг би го видел. Но таа непосредно ме сврза со Билјана Црвенковска, уредник за детска литература во тој момент на Арсламина. И Билјана ги зеде моите приказни и многу скоро ми се јави дека приказните и се допаѓаат и таа се подготвува да ги печати. Што беше за мене така еден многу пријатен момент. Значи, Билјана, навистина ти благодарам што беше ти всушност иницијалната каписла во целиот овој процес. Особено сум и благодарна на една госпоѓа или госпогица, навистина не ја познавам, која се вика Ирина Цоневска и која е илустратор на оваа книга. Зошто ве кажувам, ние многу малку комунициравме, исклучиво преку Билјана, не сум запознаена со неја. Го има точно погодено со своите илустрации духот на овие приказни. Тој е малку еден модерен ликовен начин, не класично, она како другарче. Но во секој случај драго ми е што ете излезе во оваа книга. Прекрасни се илустрациите внатре, вистина. Цртежи за врамување. Доживеа виделина и секако не е наменета за прешколска возраст, таа е наменета за деца од школска возраст, но попрво би го рекло она мотото на Политикин забавник за деца од 7 до 77 години. Иначе, една од спецификите на оваа книга е што после секоја приказна има една мала посвета, која сама по себе е приказна, е мала приказна. И затоа денеска чувствувам потреба да направам уште една посвета. Јас нажалост, уште не сум официјално баба, иако се дружам со мали деца, девојченца и момченца со кои многу, многу добро се чувствувам, но би сакала првиот печатен примерок на книгата да му го посветам на едно мало момченце кое сега овие денови полни 1 година и син на најдобрата пријателка на ќерка ми. Овој примерок се посветува на младиот господин Вардан Сеизов. Прекрасно. Вие споменавте немате внуци, но со ваква книга вистина секој ќе ви посака. Некој да направи внуци, се надевам. Ќе имате кому да читате. Дозволи ми па еден примерок во спомен на оваа преубава книжаница. Јас како тешко се движам, за мене беше вистински празник, едно време не избивав од книжаниците.
прв пат флагам во литература МК, многу тешко одам. Многу и се израдував на вашата книжарница, еден подарок за тебе. Благодарам многу. И благодарност за оваа емисија. Кога ќе заврши емисијата, вие секако книжарницата нема да ви остане должна во ова царство. Мора да бидете и вие собственик на некој од изданијата на Арс Ламина, тоа ќе биде по ваш избор, но во каков период од животот сте, јас предпоставувам дека ќе се свртите кон детската продукција. Може би ќе најдете приказни. Имам едно ветување и трајна инспирација од еден човек со кого сум 46 години. Нали, едно од среќите во мојот живот е што има поддршка освен од моите родители, од мојот сопруг, од моите деца. И ете, подготвуваме нешто, но нека остане тајна што ќе биде. Се консултираме. Јас ви благодарам за ова гостување. За мене различно од кога било, бидејќи досега сме разговарале на музички теми, со конкретни поводи, но вака широк разговор. Ова ќе биде трет крај, но нека биде принцеза приказна со 3 краја, како што има таму. Всушност, не се толку далечни музиката и приказните, зашто секое музичко дело, ни својата специфична музичка образност, има едно кажување. Конечно, како и секој уметничко дело. Тој исказ многу е, како да кажам, амбициозно да се нарече приказна, но тој исказ секако е близок и до детските приказни во многу ситуации, но и до било која животна приказна. Затоа музиката е преубава уметност, а детскиве приказни, кажувам, мене ме веселија, се надевам, мои драги, кои ќе ги читате, дека и вас ќе ве веселат. Јас ви посакувам ова да се драматизира, може би да излезе, вие сте вешти во телевизиските приказни, да излезе или телевизиска приказна или некоја представа, а секако ви посакувам да продолжите со пишувањето, бидејќи вам тоа, барем нашиот впечаток е дека ви оди многу лесно, само што зад таквото лесно пишување стои многу труд и многу акумулирање информации, знаења и што Благодарам, уште. Рак. Благодарам на добрите желби. Благодарам за гостувањето.